5 години по реконструкцијата и осовременувањето на двата спортски терени кај училиштата Лјупчо Сантов и Свети Кирил и Методи, подлогата е искината и оштетена, со што тие практично се неупотребливи. Исто така забележливи оштетувања има и кај стативите и дел од заштитната мрежа со која се оградени игралиштата. Локалната самоуправа, која со средства од буџетот во јуни 2009 година на асфалтната подлога постави вештачка трева, овозможи да се добие спортски центар, што за кратко време стана сврталиште на спортистите и спортските ентузијасти од градот. Во меѓувреме, експлоатацијата на терените и влијанието на временските прилики предонесоа пластичната подлога да се оштети, па спортувањето овде повеќе е мака отколку уживање. Неколку пати досега имаше реакции од граѓаните, пред се од помладите спортисти, да се интервенира на спортските игралишта и да се замени оштетената подлога. Од општината рекоа дека имале намера годинава да реагираат, но поради недостаток од пари, работата била одложена. Очекувам дека ќе обезбедиме средства за наредна година, заради тоа што толку му и векот на траење на таквата вештачка подлога 5 години. Очекувам дека наредната година ќе го смениме комплетно барем едното игралиште, оно што е фудбалското, а додека кошаркарското ќе остане за понатаму. За реконструкцијата на мини спортскиот комплекс за мал фудбал и за кошарка, пред 5 години локалната власт инвестираше 20.000 евра. Освен вештачката трева, објектите добија нова ограда, осветлување и трибини за публика. Околината беше исчистена и уредена, се изградија бехатон патеки, зелени парцели и се поставија канделабри со соларни панели. Тогаш беше речено дека терените ќе се изнаемуваат на спортски екипи, клубови, друштва и поединци за спортување по пристапни цени. Сепак, по известно време, терените останаа заборавени, а денес повеќе од неопходно е нивно реновирање.